За 24 часа нови 260 пациенти побарале лекарска помош во Гостиварската болница. Бројката надмина 1300, но според министерот за здравство Клековски, за сега нема услови за прогласување епидемија во Гостивар. Прво, треба да се утврди причината за големиот број пациенти со стомачни тегоби. Градоначалникот Лимани пак со повик до граѓаните да останат смирени. Со најновите информации за состојбата со водата во Гостивар, во овие вести го вклучуваме колегата Огнен Чанчаревич. Огнен, повели со деталите. Да, Весна, како што кажа и ти, над 1300 официјалните бројки се дека околу 1500 жители на Гостивар побарале лекарска помош во Гостиварската болница, што е зад мене. Тоа е официјалната бројка, а од тоа што можеме да го дознаеме овде во разговорот со гостиварчани, бројката е сигурно неколкукратно поголема, бидејќи голем дел од нив не побарале помош во градската болница, туку ги едноставно, како што велат и тие, ги одлежавме симптоми или бевме до аптека, земавме најосновните витамини и минерали за да може да се рехидрираме и за да може да го истуркаме денот или ноќта. Ситуацијата во Гостивар останува непроменета, се уште се трагаат одговорите на прашањата што се случува, како е и кој е изворот за здравствените проблеми на гостиварчани, бидејќи за сега не може да кажеме ниту дека е вирус, ниту дека е труење, ниту дека е инфекција. Како што кажа и ти, епидемија се уште нема да биде прогласена, бидејќи се чекаат резултатите. Денеска во посета на Гостиварската болница беше и министерот за здравство Клековски, за кој што разговараше со раководството на болницата, за да види дали е нешто потребно, што се случува, дали се укажува доволно помош, дали имаат потреба од дополнителен кадар. Како што кажа и ти, да, за епидемија се уште е рано, се чекаат резултатите, а тој како министер за здравство ја исклучи можноста да храната да биде причина за здравствените проблеми на гостиварчани, бидејќи е малку веројатно сите да јаделе од исто место. Токму храната, односно исклучувањето на водата како причина е тезата до која што се држат локалните власти, односно директорката на водоводи комуналец во Гостивар и локалната управа. Предлагам да чуеме изјавата на министерот Клековски, дадена пред неколку часа овде во Гостиварската болница. Можам неформално да коментирам дека шансата да 1000 луѓе се затојат од храна, а то не е фабричка хала во некој од фабрикиве што имат по 5000 вработени, се многу мала. Дополнително, ова трае веќе 4 дена, така да е, за мене храната е исклучена како логички исклучена како можен извор, бидејќи премногу денови се, премногу различни локации се да сите јаделе иста храна, бидејќи знаеме дека труењето со храна генерално се во продукти во кои се користат живи јајца, то се мајонез, сладоледи и слични работи, така да е невозможно сите да јаделе сладолед во иста соткара. Токму така, Весна, тоа беше изјавата на министерот за здравство Клековски. Директорот, доктор Бајрами, директор на болницата во Гостивар, кажа дека во последното деноноќие се примени околу 300 пациенти, рече, помеѓу 260 и 300, најголем дел се на педиатрија и во инфективното оделение. За тоа дали некоја кажа дека нема специфична група на луѓе кои што се разболеле, туку буквално дека од возраст од едномесечно бебе до најстар жител во Гостивар дошле да побараат помош. Во моментот во болницата се задржани 3 пациенти, деца, на обсервација поради ризик од дехидрација. Токму поради тоа, рече, го прашавме каква е состојбата на пациентите кои доаѓаат, рече дека е лесна кон средна и дека сите пациенти во принцип ги имаат истите симптоми, повраќање, диареја, некои од нив
изголемена телесна температура. Според директорот Бајрами, нултиот пациент, односно првиот пациент кој се јавил со овие симптоми е ноќта помеѓу 13 и 14 јуни, односно ноќта помеѓу понеделникот и вторникот. Да чуеме тука изјавата на директорот на болницата во Гостивар. Денеска и вчера беше пикот на инфекцијата. Ја мислим така. Ќе видиме другите денови како ќе биде. Ако имаме намалување на заразните пациенти, за овие на пациенти, тогаш пикот и вчера и денеска ќе биде. Ја мислам, според мене. И период на инкубација, дали може да предпоставите? Па тоа е пикот или вчера или денеска ќе биде. Проблем уште еден се прави епидемио за да се дознат кои се изворите, што е причина за нарушувањето на здравствената состојба овде на Гостиварчани, дали е вода, дали е храна. Потребно е да се направи епидемиолошка анализа. Центарот за јавно здравје Тетово е надлежен за исто така за подрачјето на Гостивар и велат дека токму тука е клучниот проблем, бидејќи од тие 1500 пациенти кои што веќе побарале помош во Гостиварската болница, само 19 пополниле епидемиолошка анкета, а само 20 оставиле копрокултура, што е неопходно за да може да се утврди изворот, причините и текот на тоа што се случува овде во Гостивар. Надлежните од Центарот за јавно здравје со апел до гостиварчани да го погледнеме. Многу е битно да се направат анкетите, епидемиолошките анкети, затоа што ние со сите пациенти, ако дојдени се околу 1200 пациенти, од тие 1200 ние само имаме добиено само 19 од пациентите, што значи ние мора да бараме, не мораме да се фокусираме само за водата. Поради тоа на нас е битно да се најде причинителот. Ако не е водата, ништо не сме направиле, веќе излегуваат резултатите, на пример, не е водата, кој бил. Што значи нашата работа е да најдеме причинител. Причинителот, за да ја најдеме, мора ние да соработуваме и со пациентите. Весна, ние бевме пред инфективното оделение овде во Гостиварската болница, од тоа што може да кажам дека го видов е дека во некој половина час колку што престојавме таму, барем 15 на луѓе дојдоа да побараат помош од медицинскиот тим кој што беше во инфективната клиника. Не беа расположени за разговор пред камерите, зад камерите го велат истото, дека пиеле вода од градскиот водовод, доцна дознале, некои велат дека дел од семејството имаат проблеми, дел немаат. Некои пак посочија дека воопшто не се ни од Гостивар и пиеле вода од друг водовод. Разговаравме со еден од жителите на Гостивар кои што дојдоа утрово за да побараат лекарска помош и совет за што понатаму да прават. Да чуеме и неговата изјава. Син ми е болен. Јас бев пред 4-5 дена инфузија примав и ја. Сега син ми е годен со инфузија да примав. Истите симптоми, истата слика се? Исти. Што му се случува? Прелив има, болки на стомакот, повраќање. Од што мислите дека е? Не знам, сигурно не знам јас. Вода не користите за пиење повеќе? Син ми има пиено вчера в кафе вода од водовод. Оги, резултатите се очекуваат најрано во понеделник или можно е некој од нив да бидат и во текот на утрешниот ден? Да, Весна, разговаравме со директорката на Институтот за јавно здравје, доктор Андоновска, која што ни кажа дека како што налага протоколот, така ќе направат. Примероците се земени во ноќта меѓу четвртокот и петокот. Точниот термин навистина не го знам, не го знае јавноста. Протоколот вели дека испитувањата мора да завршат во рок од 48 часа. Од тоа што го знаеме е дека се вршат две испитувања, физичко-хемиска анализа на водата и микробиолошка. Едната анализа, физичко-хемиската, е завршена, микробиолошката се уште трае. Но резултатите според протоколот мора да бидат заедно и ќе бидат
доставени директно до обвинителството. Значи јавноста нема да има увид во резултатите, бидејќи тоа би можело да наруши истрагата која што веќе ја води обвинителството, така што овие резултати утре би требало во текот на утрешниот ден да бидат доставени до обвинителството, а потоа во зависност од тоа што е утврдено во Институтот за јавно здравје, обвинителството да продолжи со постапување. Денеска овде во Гостивар се обидов да стапам во контакт со директорката на Водовод и канализација Асани. Разговаравме телефонски, таа не беше на работното место, рече и дека не е во Гостивар. Останува во разговорот, остана на ставот дека тие пумпи кои што ги заплени полицијата, кои што ги видовме на сликите поставени во коритото во каналот, за отпадни води, биле поставени на 26 јуни. Ден предходно Водовод и комуналец испратил соопштение до граѓаните на 26 јуни да не ја користат водата за пиење од градскиот водовод. Останува децидна дека од тогаш пумпите не се користеле за да се засили притисокот во градскиот водовод, но не даде одговор зошто тогаш пумпите биле оставени во тој канал за одводнување ако веќе не се користеле се до завчера кога беа запленети, кога беа одземени од полицијата и обвинителството. И само за крај, минатата година тоа што можев да го видам е дека токму минатата година завршил проектот за подобрување на притисокот со вода во градскиот водовод овде во Гостивар, кој што бил финансиран од швајцарската амбасада. Проектот чинел 7,2 милиони евра и бил прогласен за успешен, дека бил подобрен притисокот овде во чешмите со вода за пиење во Гостивар, така што тоа е дополнително треба да се провери кој го изведувал и што рекол надзорот. Инаку гостиварци велат дека секое лето имаат проблеми и со квалитетот на водата и со притисокот на водата и дека тоа е секогаш во овој период кога најголем број на иселеници се враќаат кај своите семејства и во родниот крај. Тоа е се што можам да соопштам сега од Гостивар. Значи, прашањата остануваат отворени, се чекаат резултатите од Институтот за јавно здравје за да се одлучи дали ќе се прогласи епидемија или не. А до тогаш водата за пиење од градските чешми е забранета.